Пратеници, господине Вислимовски, јас нема многу да се задржам на моментот дека формално правно први не доставен предлогот финансиски план за 2022 година, а тек подоцна утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход за финансирање на работењето на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија за 2022 година. Причината е тоа што во формално правните патеки на ова собрание често пати ние гласаме различни буџети, како и зелен фонд, ваков фонд, онаков фонд, без никаков план и без објаснување, па барем во овој случај, иако формално правно има грешка, добивме еден нацрт што треба всушност да разгледаме. Зборуваме за релативно голема сума, 92 милиони денари, и ке извините, но јас на вистина би сакала да ве поддржам во еден наратив кој разгледа вашето CV. Сметам дека не треба да гледате дека опозицијата, односно ВМРО ДПМН ве напаѓа поради одредена политичка конотација ваша со Социјалдемократскиот сојуз. Напротив, јас според вашето CV сметам дека вие сте аполитичен, односно вашата кариера започна во регулаторната комисија во времето на груевизмот во ВМРО ДПМН, каде што напредувавте во кариерата, добивте различни обуки, станавте раководител на сектор, а подоцна продолживте со оние фотографии кои што излегува по социјалните медиуми, каде што вие шетате и прославувате различни настани со Социјалдемократскиот сојуз. Во Орвеловиот систем вие сте во категоријата на омнивор и тоа не е ништо чудно во рамки на оваа власт. За подсетување на македонската јавност, веднаш после парламентарните избори во 2020 година ја покачивте струјата за 7,4%. Тоа го сторивте покасно од предвидениот рок според вашиот правилник и наместо на 1.7.2020 година, одлуката важеше од 1.8.2020 година. Тоа беше направено со цел граѓаните да ги прелажете на предвремените парламентарни избори, а покачувањето го оставивте за после вашата пирова победа на изборите. И да, токму вашата, согласно последните фотографии. Потоа во јуни 2021 година ја зголемивте цената на електричната енергија за 12,5%, но искористивте еден трик со намалување на ДДВ-то за струјата од 18 на 5%, со што граѓаните не почувствуваат зголемување директно преку личниот домашен буџет, но ќе го почувствуваат преку колективниот буџет на државата Македонија. Ова го направите затоа што кога најмногу требаше да се копа јаглен во рек Битола, со цел да имаше наше домашно ефтино производство на електрична енергија, багерот CU-300 во рек Битола остана потопен во вода после августовиот дожд во 2020-та. Како резултат на тоа, Елем произведе 3600 гигават часови електрична енергија во 2020 година, а тоа беше период кога на светските берзи немаше зголемени цени на електрична енергија. Тогаш немаше. За информација на јавноста, во 2010 година се произведени 6476 гигават часови или до 2020 година имаме пад од околу 44%. Значи, нашиот проблем денес е последица на активностите од порано најмалку година-две. Вие како дел од врхушката на власта, наместо да реагирате и да го спречите колапсот на енергетиката во Македонија, моравте да играте како што ви свират и да ги прилагодувавте процентите на зголемување на струјата според однапред кажани бројки од владата. Но сето ви се удри од глава, па во декември 2021 година гледам покачување на струја за 9,5%, тоа го направивте вие, а скоро на се укинавте и дневната ефтина тарифа, онаа со која што нели се величавте на почетокот на владењето. Сега од сите ветувања во програмата на вашата партија СДСМ ви остана само укинување на радиодифузната такса, која верувам дека како што сте тргнале ќе ја вратите. Да резимирам. Ова значи дека во периодот од формирање на новото парламентарно мнозинство предводено од СДСМ ДУИ, а подоцна и ДУИ СДСМ, од август 2020 година вие сте ја покачиле струјата за повеќе од 30%. Оно колку што и планирате да бидат вашите трошоци во регулаторната комисија. А во овој момент, заклучно вчера, здравствените установи во државава пријавуваат дека за струја плаќаат 5,5 до 6 пати повеќе отколку во претходните месеци, па сметаме дека вие сте обезбедени, ама здравствените установи не се и за тоа ќе поразговараме и понатаму.
И тоа не е се. Од 1.1.2022 година донесовте одлука за зголемување на цената на парно грејење за 14%. Константно ги зголемувате цените на нафтата и нафтените деривати, иако знаеме дека за тоа не е само причина зголемувањето на цените на берзите, туку и давачките кои ги воведовте, посебно кај дизелот и маслото за домаќинства, а не сакате да се откажете од зголемените акцизи за да може да се купуваат апетисани, нели, бадеми и лешници од прва класа во владата. Дали затоа и вие, вашиот буџет на Комисијата за енергетика за 2022 година го планирате зголемувањето од 15,8% по примерот на вашите политички истомисленици? Да, дека има зголемување од износ од 0,0522% од скупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на електрична дејност и од странските друштва кои што вршат електрична дејност и истиот износ годишен приход на даватели на водни услуги остварени од давање на водни услуги наспроти оној од 0,044% од минатата година. Значи вие пресметувате колку ќе земете од приходите на енергетските компании, цените растат, трошоците растат, ама вие сте стабилен, уште го сколемувате и буџетот на вашата комисија. Вие немате ни ронка срам да застанете тука пред нас и да не убедувате дека финансискиот план ви е во ред, иако знаете дека сколемените трошоци кои ги планирате пред да ги земете од енергетските компании, потоа компаниите ќе ги наплатат од народот. И нас, и нашите семејства. За илустрација, тоа е истиот народ кој ако до пред вашето доаѓање на власт во август 2020 година имал сметки за струја, парно, вода и бензин во некоја средна вредност од 10.000 денари, ова е за граѓаните. Сега тие ќе достигнат 20.000 денари после доспевањето на сметките за струја од ЕВН за месец јануари 2022 година. Ве слушам како сте биле многу активен во заштита на ранливите категории на потрошувачи и сте се заложиле да добиваат ваучери за струја од 800 денари, па да ве прашам како сега ќе ги заштитите потрошувачите кои што не се ранливи. Ако со плата од 25.000 денари, претходно едно просечно домаќинство имало трошоци за струја, вода, парно и бензин од околу 10.000 денари, сега истото тоа домаќинство има трошоци од 20.000 денари. Како сега со останатите 5.000 денари да преживее тоа домаќинство и овдека си заслушавме за социјалните компоненти во цената на струјата, па како СДС се грижал за граѓаните и слично. Јас можам да кажам само едно за жал, овие не цели 2 години СДС успеа и од средната класа да направи социјална категорија на граѓани. Јас се извинувам, точно, СДС ми е страв само да не ве разрешат пред таблата, затоа и молчам. Господине Марко Бисминовски, не се однесува на политичките партии, мислам дека тоа е коректно. Се извинувам, колешка. Значи имаме принципелен договор, кога се споменуваат политичките партии, тоа да биде онака како што се регистрирани во судот. Не збориме за табли. За името на политичка партија како што е време е да се освестите, господине Бисминовски, бидејќи целата македонска јавност знае за вашата сервилност кон СДСМ, односно вашата помош во спроведување на неодговорните и погубни политики во енергетиката. Дали сте свесен дека сте директен учесник во уништувањето на енергетиката во Македонија и дека еден ден мора да сносите одговорност? Да се потсетиме на вашите изјави за електричната енергија и за парно грејењето, кога не убедувавте дека се е под контрола, дека ќе има струја и парно грејење, а цените незначително ќе се покачат. Но зошто ја премолчувавте вистината? Дека ќе имаме електроенергетска криза и криза во снабдувањето на топлинска енергија непосредно пред локалните избори во 2021 година. Мислевте дека на тој начин ќе им помогнете на СДСМ помалку да изгубат на локалните избори, нели? Со тоа, за време на вашиот мандат како председател на регулаторната комисија, вие директно дозволивте да се реализираат неспособни политики. Вашата оставка е најдобро решение кое што можеме во моментов да го направите за доброто на државата. Но гледам дека тоа нема да го направите. Па барем одговорете на прашање. Зошто болниците, училиштата, општините набавуваат електрична енергија на слободен пазар? Зошто струјата да не ја набавуваат од регулираниот пазар, односно од ЕВН, на кој владата му даде можност да ги плаќа фактурите на ЕСМ за 5 месеци? Добивте плюс од 200 милиони евра за помош на ЕСМ од владата, ама чудно, некако не на болниците, училиштата и некај граѓаните. Благодарам.